Јас му велам добро утро на министерот за финансии Фатмир Бесими. Господине Бесими, добро утро. Добро утро. Сега сте министер, не се знае што ќе биде до среда. Спремни ли сте за демисија од функцијата ако целата влада падне? Па, видите, ние сега функционираме со тоа што е актуелно, формално сега имаме обврски, период е кога покрај сите политички движења во земјата, сепак има некои процедури кои се обврзани со рокови, со закон, меѓу другото и буџетот. Ќе поминеме на тие процедури. Морам да ве прашам, бевте вчера на проширената седница на ДУИ, како веќе вие тоа во партијата? Генерален совет, да. Така, беше тоа занимлива расправа. Гледам, Али Ахмети доби овластување од целата партија да разговара со сите можни партии. Тоа прилично ми звучи како подготовка за избори. Па, прво, морам да кажем, беше многу конструктивна и содржена дискусија, а тоа што е веќе најавено од претседателот Ахмети, значи во таа насока и потоа портпаролот на партијата, односно министер за надворешни Бујар Османи, ги даде и ставовите односно заклучоците. Постигнавте прилично единство, гледам таму и вие имате фракции, едно, друго и така натаму, излегува луѓе со изјави дека се тоа се става во мирување, што би се рекло. Темата беше последните случувања во политичката сцена во земјата. Клучно е дека политичка стабилност, институционалната стабилност во земјата мора да продолжи. Второ е перспективата, евроатлантската перспектива е единствена алтернатива за нашата земја. Значи, тие се клучни премиси кои преовладуваат низ целата дискусија и во таа насока беше и изјавата и на Ахмети и на Османи после дискусијата што имавме во Генерално собрание, односно Генералниот совет на партијата. Се чини, министре, дека целава политичка нестабилност после локални избори доаѓа во исклучително лошо време, токму за најважниот акт кој што собранието треба да го изгласа во годината, тоа е усвојувањето на буџетот. Колку што мене ми е познато, процедурата е таква што вие веќе го поднесовте буџетот, ако не се лачам, на почетокот на ноември, и сега тој заминува на расправа во надлежната комисија во собрание, каде што ќе се води 10-дневна расправа, па потоа се враќа во Министерството за финансии за евентуални дополнувања, ако има, овие кажете ги, амандмани, предлози и така натаму, па оди потоа во финална фаза на расправа во собранието. Сега, тие рокови течат без разлика што ќе се случува со промената евентуална, непромена, тоа ќе го знаеме негдека до среда? Да. Значи, откако се закажува Комисијата за финансирање буџет на собрание, значи и почнува расправата, после тие се календарски работни денови и во тој период, значи 10 работни дена трае расправата. И кога завршува тие, без разлика дали се целосно... Ќе може комисијата да заседава доколку истовремено се води жестока дебата за паѓање на влада? Да, ако гледаме по процедура, како што е по деловник на собрание, доколку се закаже таа комисија, што е уствари е закажана доколку почне расправата, значи сега прашање е како политичките партии ќе се постават на самата расправа. Меѓутоа, тие рокови течат. Оти, министре, мислам, ако во државата се случи промена на власта, се разбира дека власта нова, без разлика дали ќе оди на брзи избори и така, тие секако не може да бидат толку брзи колку што треба да се усвои буџетот. Предпоставувам дека нема да прифати да оди со буџет кој вие го предлагате, оваа власт. Што се тогаш можностите? Може да се предложи комплетно нов буџет. Сакам да ве прашам, може ли да дојде до пат на владата, формирање на некаква нова влада, па потоа на овој буџет што ќе се прави? Во комисиите ќе се додадат толку многу амандмани од опозицијата за да се добие нов буџет во суштина? Видите, значи има некои работи што се институции и содржината се разликува. Меѓу другите, значи во таа институционална поставеност е и буџетот како документ и процесот за донесување на буџет. Значи, доколку буџетот ги помине сите фази, може независно тоа било кој состав на влада да оди со измена на буџет или познат во јавноста како ребаланс на буџет. Меѓутоа, доколку во самиот процес, значи, како што е согласно законите, законот предвидува, значи, рокови. Постојниот закон, значи, до крај на месец октомври се усвојува на влада и истиот се доставува
во рок од 15 дена до собранието по дискусија. После овие рокови при прво читање 10 дена работни дена, потоа второто читање 5 работни дена. До крајот на годината треба да се донесе буџетот, за да тој се усвои да може да се примени наредната година. Да ве прашам, еве и вчера го слушавме председателот на опозицијата, лидерот на опозицијата господинот Мицкоски на Сител, меѓутоа тоа не е ништо ново, бидејќи таа риторика со месеци ја слушаме од опозицијата. Опозицијата вели дека се е катастрофа, земјата е пред колапс енергетски, пред колапс здравствен, дека е пред финансиски колапс и така натаму. Она за што сте вие надлежен, финансиите, во каква ситуација е земјата во овој момент, па и во некаква догледна иднина се разбира, во однос на финансиите? Неколку пати сум го кажал, че го повторам пак, значи буџетот е во добра кондиција. Буџетот во моментот може да одговори на сите предизвици, вклучително и енергетската криза. Има средства кои се предвидени, има простор каде што не се реализирани до крајот на годината и мислам во оваа фаза има простор, дел од тие се и мерките што се за ковид и тука намерно оставивме повише средства со намера дека во текот на годината ако се појави потреба, меѓутоа самиот изборен период законски ограничува субвенции и поддршка и тие средства не се расположиви во буџетот за да се одговори уште во текот на оваа година. Имате пари од ММФ, ако не се лажам, 100 милиони се таму останати. На тоа сакав и да се надоврам за тоа што исклучително е важно собранието да го донесе тој закон, за да можеме ние да ги користиме тие средства. Тоа се околу 161 милион евра, односно 133 специјални права на влечење и многу е важно и за граѓаните да знаат и пратениците дека тие не се долг, тие се наши средства во ММФ, наш права, затоа се вика специјални права на влечење, ниту се калкулираат како долг, задолжување, и е важно дека тие помагат се девизни средства кои помагат и за монетарната политика, за тоа што стојат во Народна банка како девизна резерва. Значи, тие ги повлекуваме од ММФ, стојат кај нас како девизна резерва и можеме да ги користиме за буџетска поддршка, а при тоа не создаваме дополнителен долг. Добро. Вака вашите најави делуваат прилично смирувачки. Добро, опозицијата тоа е работа, да критикува и да дига паника, особено кога се подготвува да дојде властот и после тоа треба почне да тече мед и млеко, бидејќи се било претходно лошо. Но да ве прашам, доколку не се случи да се успее да се изгласа буџетот, се одив со варијанта на некаков привремен буџет, што тоа ќе значи, че се блокираат некои ставки додека не се усвои нов буџет, како ќе биде таа перспектива? Јас ќе искористам прилика пред се да апелирам дека важно е, независно како одат политичките движења, заради стабилноста, предвидливоста и кредитниот рейтинг на земјата, кој што сега беше потврден од Фич, Да, и затоа ние треба исто така да имам предвид дека покрај политичките дискусии или расправи во земјата, има еден момент каде што сите сме исто према странците, инвеститорите. Тие не гледаат како една земја. И буџетот дава сигурност во тие финансиски пазари. Содржината на буџетот содржи доста развојни проекти, како што е коридорот 8, новиот автопат, значи 100 милиони евра. И потоа ова со ММФ го кажав, имаме новиот закон за буџети што е во собрание, со Европска банка, со Светска банка во делот на проекти што се за локални проекти, локален развој. Исто така проекти што е Кичево Букучани со Европска банка и Скопје Блаце со секојот нив е околу 115-130 милиони евра. Значи, други развојни проекти, коридорот 8, железницата и многу други, да не ги набројам сега. Значи, тоа е клучно од овие аспекти. Доколку не се усвои до 31.12, законот предвидува времено финансирање во првите 3 месеци, затоа што Министерство за финансии по сила на закон одобрува на месечна основа по 1/3 од првиот квартал од буџетот од минатата година. Така да тоа е таков систем, меѓутоа при тоа има доста ограничувања, не може да се преземат нови обврски за да може да се остварува буџетот. Значи, некако се пушта системот да функционира како автопилот, но нема нови програми, нема нови обврски. Тоа значи дека ќе се пореметат, ќе се нарушат и овие најавувања што ги правевте за покачување плати, бидејќи ако се врати на првата третина на првите 3 месеци од оваа година за наредната година, практично буџетот не може да манипулира со некакви повисоки ставки отколку што е потрошено годинава, а тоа ќе биде лани.
По сила на закон така ќе биде, затоа што нема нови обврски, нови програми. Се сведува на тоа од претходната година и само финансирање на тековните обврски. 4,4 милиарди евра, најголем буџет досега. Од него дефицитот е некаде околу 500 милиони. Предвидувате прилично амбициозна стапка за раст. Сега да ве прашам колку е таа реална, бидејќи ја прогнозиравте на 4,6%, се извинувам, а 4,3% ќе ви биде дефицитот во буџетот. Сега, како ќе се носите со тој вид и предвидувате една релативно, се уште би рекол, ниска инфлациона стапка, бидејќи беше многу голема викотницата околу тоа дека само што не почнала галопирачка инфлација, а вие велите дека таа нема да надмине 2,4% за едната година. Да. Какви се соодносите во овие некои клучни податоци што ги наведувам? Клучно во Министерството за финансии, кога разговара во однос на проекциите и кредибилитет. И ние оваа година одиме со истите проекции за раст и за буџетски дефицит како што најавивме пред една година. Замислете во овој период на кризи, кога најтешко е да се предвидат работите, ние имавме успешно, можам да кажам, проектиравме реални бројки кои се потврдија во овој период, но не значи дека немаме флексибилност и да се менува. Во конкретниот случај стапката на раст 4,6, инфлација 2,4, ка инфлацијата коригиравме нагоре, но овие ги правиме и со анализи, консултации со меѓународните финансиски институции, пред се ММФ, Светска банка, Европската комисија, тие што се главни во однос на проекциите за идниот раст, и ние од овој аспект ги правивме и нашите проекции. На што се базира? Во главно се базира на заекнување на инвестициите. Затоа е важна предвидливоста, затоа е важна политичката стабилност во земјата и предвидливоста во однос на тоа на каде оди земјата. Тоа е клучно за да успева. Ама главната непредвидливост и нестабилност ја внесе премиерот Заев со најавата за оставката. Практично резултатите беа такви на локалните избори. Не говорам за вашата партија, но СДСМ прилично тешко ги загуби тие избори. И сега се чини дека е веќе отидено преку можноста, а ќе видиме во оваа држава и во политиката воопшто никогаш до крај човек не може да биде ништо сигурен. Ќе видиме како тоа понатаму ќе се развива. Но да ве прашам, говориме за стабилност, нестабилност и така натаму. Говориме за економска, се извинувам, енергетска криза која што расте и така натаму. Повиците се големи, се случи оваа несреќа во петокот во рек Битола, ќе видиме тоа како ќе се санира и така натаму. Според вашите проценки, Македонија ќе помине ли низ оваа енергетска, да кажем, шестомесечие, бидејќи ова сигурно ќе трае негдека веројатно до пролет. Во цел свет е таква ситуацијата и во Европа особено, но сепак луѓето на крајот не ги интересира Европа, ги интересира дома кај што живеат. Генерално на светско ниво енергетската криза создаде и ценовна криза во смисла на енергенците па електричната енергија. Ние сега во моментот во делот каде што имаме регулиран пазар согласно законот, тоа нема да влие каде што е регулирана цена. Меѓутоа регулаторот зависно од тоа кои се инпутите во наредниот период, веројатно ќе треба тоа да го има во предвид согласно методологијата нивна, што значи дека во овој период исто така треба да се предвидат можности и во буџетот ги гледаме опциите како да се поддржи енергетскиот сектор, кој потоа влече во регулираниот пазар, па и пошироко. Затоа што вие ќе ги држите цените под контрола за граѓанството, но за фирмите и компаниите тие ќе пораснат. Тоа ќе се одрази врз цените на производите што тие ги прават. Добро, оно што оди за извоз, меѓутоа како тоа ќе се одрази врз инфлацијата? Дали оваа инфлација што ја предвидувате е вкалкулирана, оваа енергетска криза или се прогнозите пред да настане енергетска криза? Ова е, значи, направени се овие калкулации со тоа што во контекст на цените, значи владата нема ингеренции кај цените за регулираниот пазар, меѓутоа има можност во СМ како производител, односно на електрична енергија, да влие, да даде поддршка во смисла да се произведува со пониска цена од тоа што е на берзите. Тоа е еден момент. Сега многу важно е колку ќе има капацитет да произведува со таа цена за да се намали тој ефект, тој ударот, и друго е ако се набавува со помала разлика маржа,
така наречениот индекс Купекс плюс 30%, плюс 20%, плюс 10%, доколку тука има можност, значи сите тие мерки ќе се разгледат за да може да се помогне за ударот да биде помали. Неко ние сме мала земја, мала економија и енергетско зависни, така да тоа значи дека тоа што се случува на европските пазари ќе се почувствува и во нашата економија. Предвидени ли се средства за помош на компании, бидејќи гледам низ цела Европа, одно што јас следам, сите компании викаат владите да помагаат, не можеме да издржиме и така натаму. Во овој буџет имате предвидено средства за помош на компании? Има средства, формално не се предвидени како за енергетски компании ради тоа што тоа не постоеше, меѓутоа самата ковид програма е за кризна состојба. Може да се смета дека еден од аргументите што една од причините, не единствена, но една од причините за енергетската криза на светско ниво е и ковид. Ова е пост-ковид ефект во суштина не предвидува економските прогнозери дека ќе дојде до побрз развој на економијата отколку што се случи и тој развој повлече многу енергија што дојде до дигање на цени, недостатоци и така натаму. Министре, за крај да ве прашам, бидејќи ние имаме 15 на минути за овие разговори, обично се нападите од тоа дали е буџетот правен инвестициски или социјално. Добро, вие се ќе ми раскажете голема приказка дека стотици милиони ќе отидат на инвестиции и така натаму. Реално ве прашувам, во вакви политички нестабилности какви што Македонија сега ги преживува, ќе купувате социјален мир или сепак инвестициите компоненти се поголеми во буџетот отколку што тоа вообичаено знаеме дека се пишани, а потоа тешко се остварува? Па, реално кажано, значи, овој буџет тенденцијата беше да се даде поголемо учество или повише место за капиталните расходи или инвестиции, околу 14%, што можам да кажам дека гледано на назад ова е највисоко ниво и тоа што е добро во буџетот, значи дефицитот е понизок од капиталните инвестиции. Било какво финансирање дефицитно на нашиот буџет се однесува исклучиво според планот, исклучиво за капитални инвестиции. Клучно е да тие се остваруваат по ефикасно, значи веќе КПФ механизма што почна да функционира оваа година дава ефекти. 45% реализацијата беше за првите 3 квартали, за разлика од 37% во претходните периоди. Значи тука е еден ефект, но не е тоа се. Значи и планот за финансирање забрзан раст, економски раст и таму има предвидена цела институционална рамка како да се забрзат реализацијата на проектите. Дефицитот ви е прогнозиран на 4,3%. Тоа значи дека за тие проценти ќе се задолжуваме. Ќе биде тоа еврообврзница? Имате некаков план за ит на еврообврзница или состојбата е таква што не бара таква? Во однос на ова ние ќе имаме и домашно и странско задолжување и еврообврзница, но има и околу 100 милиони евра ќе има задолжување преку кредити. Например, ги спомнав Европска банка за обнова и развој. Тие се влезени во тој дефицит. Тие се влезени во сите овие 400, значи вкупно некаде овие 4,3% се околу 545 милиони евра. И како тоа ќе се финансира, значи ние задолжувањето ќе биде околу 590 милиони, од кои 50 милиони ќе останат депозити, другото ќе се користи за финансирање на обврски што доспеваат по основа на кредити и по основа на обврзници, записи што постојано ќе се повторат како што е сега, со цел ликвидност на буџетот да се искористи. Значи, во оваа фаза, значи, може да се каже дека ова 4,3% дефицитот ќе се финансира од прилика од домашно и странско финансирање, и тоа од прилика со процент, значи, приближно слично ниво, околу 250 милиони во однос на хартија од вредност, 100 милиони како задолжување кредити на домашен пазар, разликата од некаде ако е ова 350 до 500 околу 200 милиони. Да. Александар има прашање, Александр повели. Да, јас имам едно прашање до министерот. Европската банка за обнова и развој прогнозира раст на економијата од 4%. Вие како што споменавте, тој раст го прогнозирате на 4,6%. На што се должи оваа разлика во прогнозата? Да, ние предвидуваме поинтензивна динамика на капитални инвестиции и затоа и структурата на буџетот ја направивме со таа структура, со зајакнат капацитет на капитални инвестиции. Потоа донесовме план за
забрзан економски раст, каде што покрај за наредните 5 години покрај државни средства ќе се искористи, односно ќе се мобилизираат и приватен капитал преку нови инструменти на финансирање. Значи прилично како што беше Јункеровиот план, но тоа се еден план што за да се оствари истиот би требало да имаме една стабилна институционална, но и политичка состојба во земјата за инвеститорите да веруваат во перспективата на нашата земја. Значи, сега тоа е другиот дел што целиот план буџет и ова план за забрзан економски раст не инкорпорира политичка нестабилност во земјата, туку претпоставува политичка стабилност и евроатлантска перспектива на земјата, каде што инвеститорите ќе имат можност да инвестираат во една земја што нуди стабилни приноси и конкурентни за нивните инвестиции. Министре, изгледа вака како што зборувате, во добра кондиција ќе го ставите Министерството за финансии, финансиите државни, на овие што сега ќе гласаат недоверба на владата. Наша должност е во овие позиции, независно кога тој ден е, кога се преминува на власт или се продолжува, буџетот да има среднорочна рамка. При првите денови на мојот стапување на таа задача, кажав дека ќе фокусираме на промовирање концептот на паметни финансии или смарт финансии, кои не гледат краткорочно, со кратка диоптрија, туку минимум среднорочно. Затоа сите овие структурни реформи, преструктурирања во најмала рака треба да се гледат во една рамка на среден рок, што ние дадавме 5 годишна рамка и во таа рамка сепак сум оптимист дека може да се оствари или приближно да ја развижи нашата економија со побрза динамика. Фатмир Бесими, благодарам Фани Делиц за ова утринско гостување. Се гледаме во наредната прилика, може би како министер, а може и како експерт за финансии, во кој што па вие ќе критикувате потези на некоја наредна извршна власт во Македонија. Во таа прилика, во тој контекст, само да завршам да ви се заблагодарам за ова можност, но сепак би искористил приликата, бидејќи почна прашањето со состанокот што имавме во ДУИ како политичка партија. Може да се смета дека ДУИ постојана и ќе продолжи да биде важен политички фактор, што се залага и се вклучува и дава придонес кон стабилноста, институционална стабилност во земјата и евроатлантската перспектива. Би останала министер за финансија ако ДУИ направи влада со ВМРО ДПМН? Мислам, тоа не е тема. Така да благодарам. Таа тема гледам дека е овластен да ја разговара и Аги Ахмети во периодот што доаѓа, видите никој не може да прогнозира што точно ќе се случи. Ова беше господин Фатмир Бесими.